Се враќаме назад во студиото во овој термин од 17 часот. Во неделата беа објавени имињата на она премиерска метла, која што неколку месеци наназад беше тема на сите медиуми, меѓутоа и во експертската јавноста, во оние сите кои што анализираат. Меѓутоа таа премиерска метла некои луѓе не ги зафати, но сами заминуваат. Еден од нив е и господинот Петар Атанасов, кој што е се уште актуелен заменик министер за образование, но во заминување. Добро дојдовте. Добро ви најдов. Пред се морам да ви потенцирам дека јавниот начин на кој што се обраќате и ја поднесувате својата оставка од Министерството за образование и наука, и таа најде на реакција, особено што беше објавена веднаш после во владата, и на социјалните мрежи најдов на неколку реакции кои што едни велат еве уште еден човек заминува од владата, други велат тоа е сосема професионално направено. Вие во вашата најава за оставката велите дека до премиерот Заев уште пред реконструкцијата сте дале до знаење дека заминувате од министерството. Ако Заев го знаел веќе тоа, што е со онаа изјава дека сте сакале да бидете министер, па затоа и заминувате? Ако ми дозволите, јас пред 2 часа и писмено ја потпишав мојата оставка. Можам да ви ја прочитам многу кратка и мислам дека ова све објаснува што се случувало. Со оглед што студиото е сега фокусирано на вас, слободно. Почитувам премиер, ви известувам дека давам оставка на позицијата заменик министер за образование и наука. Причините за состојбите во образованието веќе ви ги образложив пред 2 месеца. Во вашиот кабинет, кога ви елаборирав дека образованието е девастирано и дека не може да се реформира со козметички измени. Потребни се храбри и големи чекори за промени во системот. Заради тоа ви предложив дека ако сте подготвен да ми го понудите да го водам Министерството за образование, со задоволство ќе го прифатам тоа. Искрено жалам што тоа не се реализира. Сепак ви благодарам на шансата да извршам функцијата заменик министер во изминатите 10 месеци. Тоа што значи дека тежината на заменик министер со директното влијание во политиките е мала? Па во зависност од договорот, кај нас е очигледно мала во нашиот систем. Јас бев овие месеци соочен со илјадници барања, жалби, причини, проблеми, со стотици наставници, директори, со барања за... Едноставно, кога веќе има потреба од вас, кога се бараат од вас да ги решавате работите, мене раците ми беа врзани. Че немав никакви овластувања, никакви ингеренции и никакви задолженија од страна на министерот, што не е случај во други министерства или во други држави. Господин Атанасов, сакате да кажете дека воопшто немавте комуникација со министерот? Па ретка и сиромашна. Се случувало по неколку недели воопшто да не се видиме. Затоа што едноставно јас работев на дневна агенда, секогаш имав нешто за работа, одев на терен и не знаев министерот кога е присутен, кога е одсутен, што работи. Најчесто задолжувањата или она што требаше да го извршувам го добивав преку телефон или преку пораки од неговиот кабинет. Да се оди на комисија владина, во собрание на комисија, нешто да се направи процедурално. Но за големи проекти, промени, законски решенија ние воопшто никогаш не разговаравме. Ќе зборуваме за плановите и за она што вие го нарекувате неодржлива и неефективна позиција во министерството, меѓутоа адхок на ова сакам да ја прашам, тогаш министерот Адеми кому полага сметки за тоа што го работи? Па веројатно прво и основно пред премиерот или пред мандаторот или председателот на владата, бидејќи он му ја дал приликата или шансата да биде министер. Второ е собранието на Северна Република Македонија. И трето, веројатно, не знам, политичките структури налагаат да доаѓаме со некакви програми, некаков бекграунд или некаква политичка партија што не предложила. Сложени се односите меѓу субјектите внатре во образовниот систем. Има и хоризонтали, и вертикали, има чести контакти, но јас суштинска соработка со кабинетот или со министерот немав. За да спречам понатаму, за да се случуваат работи за кои јас бев сведок и претходно и сега, че не можам да дозволам да бидам во еден систем во кој продолжува по старо. Значи, остануваат јас и министерот, да бидам најискрен и отворен,
имавме концепцијски несогласувања во тие 2-3 наврата во кои седнавме да разговараме што да правиме образованието. Ние концепцијски се бевме на различни страни. Он сакаше да продолжат старите проекти, проектот Кембридж, Академијата за наставници, да не се многу бранува, да не се брза со закони. А се покажаа неефективни сите Па тие. критиките беа огромни од теренот. Значи да се продолжи по една инерција, она што беше старо и неефикасно или она што не даваше плод. Од друга страна, јас се залагав, бидејќи сум и креатор и автор на програмата и на партијата СДСМ и делот од програмата што влезе во владата. Бевте повикани примарно пред многу години за да помогнете во тоа. тоа. Го кажав отворено и во денешното интервју. Јас 2013 година не се јавив на СДСМ, туку СДСМ ми се јави мене да им се приклучам, да помогнам програмски, идеолошки, политички, како професор, како човек со големо искуство. Јас тоа го направив. И јас дадов се што можев направив. Од друга страна не можев повеќе исто така, бидејќи не можев да ги спроведувам проектите што ги планирав или што ги замислував или за кои јас се залагав, затоа што зарем нема поприродна работа од премиерот да разговарате, да му кажете кога сте подготвен да водите ресор за кој сте председател на партиската комисија за образование на СДСМ од 2014 година. Јас сум 5 години председател на партиската комисија, јас сум креатор на програмата за образование, не само јас, еден голем тим. И главната причина за мојата оставка е во една реченица. Мене и на мојот тим што ја креиравме оваа програма, воопшто не ни беше шанса тоа да го реализираме. Значи фактички сакате да кажете дека односно вашата подготвеност да застанете на министерската фотелја, де факто да јавност ја кажале и се му ја соопштиле на премиерот, сметате ли дека со доаѓањето, ако зборуваме еве хипотетички, дека доколку ја добиевте таа позиција, на вистина ќе започнаа корените промени во образованието, каде што де факто ќе се согласиме дека на вистина држи вода зборот, дека е се уште руинирано и никако не може да застане на здрави ног за да се постават работите? Најкраткиот одговор на вашето прашање е да. Во рок од 60 дена бев подготвен со мојот тим барем 5-6 нови законски решенија од среден калибар да подготвиме. Тоа значи нов закон за учебници, нов закон за научно-истражувачка дејност, нов закон за имплементација на медиумска писменост и дигитализација во прво, второ и трето оделение. Закони кои ќе им овозможат наставниците поквалитетна настава, работа, следгување на терен, работа директна. Знаете, јас неколку пати сум напишал, не можете да донесете едно системско законче и да сметате дека сами ќе се реализираат работите. Подолго време состојбите во образованието не се добри и таму бара работа со луѓе. Чи бев подготвен за 12 месеци да направам тоа што можеби е пропуштено за 3 години. Добро. Тогаш првата ваша кочница е министерот Адеми, ако добро ве сватив, бидејќи сте немале комуникација, не ги прифатил вашите идеи, сакал се да иде по старо, тогаш логички е да тоа е првата кочница. Да, мислам дека немаше искрена желба за соработка. Пред се прво и основно затоа што ова што го кажувам, бевме на различни идеолошки стојалишта во однос на концептите во образованието. И второ, не знам дали би имало некоја друга причина. Морам да ве прашам, господине Атанасов, меѓу другото и во вашата јавна објава на Facebook, примарно кога соопштивте на јавноста дека поднесувате оставка, предупредувате и на раст на национализмот. Да. Што се подразбира под тоа? Тоа значи дека најголем дел од моето време, како што ја објаснив во тоа јавно обраќање, јавно писмо до премиерот, голем дел или повеќе месеци од мојот ангажман бев вклучен во изработка на националната стратегија за едно општество и интеркултурализам и таму во неколку области подготвивме стратегија која треба да даде поинтегрирано, покохезивно општество и едно заедништво, значи да најдеме правец на ова бродче каде да го однесеме во мирни води што се однесува до општествената интеграција. Спротивно на ова, во нашето општество се уште има структури, политички партии, луѓе кои сметаат дека национализмот е добар, дека национализмот е употреблив политички и дека живеењето со предрасуди, со поделби, со можеби омраза е добро за политичките, за некои политички структури, она што се изнагледавме во изминатите години. И се уште да се игра на таа како контрапункт на таа стратегија. Ако ние се одлучиме за првото, Македонија ќе си остане поделено општество, ако дозволиме националистичките сили
структури, идеолошки центри кои се главно внатре сместени внатре во државата, но може би и надвор, ако дозволиме ако тие да превладуваат, а гледаме еден мал инцидент и одма се запалуваат сите етнички параметри и процеси. Стратегијата за едно општество не води кон помирни води, не води кон поголема соработка и пред се главната основа на тоа е образованието. Да во образованието ги вградиме и ги изградиме вредностите кај децата за утре да живеат заедно во едно општество. Значи, ако во политичкиот процес се случуваат процеси обратно од она што вие сметате дека го давате на јавноста или како владина или национална стратегија го правите. Ќе спомнам само еден пример. Етаблирањето на новото Министерство за политички систем и носењето на управите за малите заедници за јазици од Министерството за образование и Министерството за култура во Министерството за политички систем е обратно од стратегијата за едно општество. Значи, ние колку и да сакаме да се трудиме, да работиме концепти или стратегии што на нашето општество ќе му донесат помирни, подобри води, посплотеност, поголема социјална кохезија, поголема интеркултуралност меѓу заедниците. Од друга страна се случуваат процеси кои и цели политички партии кои сметаат дека на етничка карта можат и натаму да си тераат етнички бизнис. Така што овој процес ми дава за право дека еве и во делот за образование во кој јас со еден голем тим работев, може би ние треба да се избориме внатре во општеството и да ги победиме силите што сакаат поделби и може би некакви непријатни состојби, да не сега прejudicirаме. Во таа смисла активноста на дел од тимовите што работеа и за образование и за оваа стратегија водат кон тоа да дадеме содржина на нашето живење. Една слабост да претвориме во предност. Но и тоа не оди лесно. Ако од образование и од култура дел од структурите поминуваат во новото министерство, а со новото министерство ќе раководи човекот кој што не се занимаваше со граѓаните, Садула Дураку, сега ќе треба да се занимава малце повеќе веројатно. Тогаш кој му го овозможува тоа? Да може такви структури промени да се направат ако се обратни од визијата? Има многу одговори на вашето прашање. Два кратки би можел во интерес на времето. Прво, рамковниот договор си оствари својата целта и ги реши или даде одговор на прашањата и структурните слабости што постоја. Но сега, каде понатаму? Ако продолжиме со етнизација на општеството, ако продолжи бескрајната етничка поделеност на образованието, ако продолжат процесите во кои ние не градиме заеднички вредности или заедничко општество, туку само се крстиме и се молиме на Брисел, на датумот и можеби еден ден нешто со некој со магично стапче некој да ни ги реши проблемите. Ова едноставно не е возможно. За тоа да се направи, значи, за тоа се прават влади, за тоа се прават програми, за тоа се застанува за одредена програма со одредени концепти, за да може да се реализира тоа. Јас лично мислам дека ова министерство не беше доволно дебатирано во јавноста, мислам дека пребрзо се направи тоа и мислам дека тоа како потек води кон биполарност, кон црно-бела Македонија и мислам дека тука може би не нудиме или владата не понуди квалитетно решение за пострамковна Македонија, како ние да ја организираме или да доведеме до поинтегрирана структура и општеството и младите, но и многу други работи во државата. Господина Атанасов, според вас не постои свесност за сите овие работи моментално за кои што дискутираме биполаризацијата, без разлика дали на ниво на држава, дали на ниво од партиските структури се разбира, дали станува збор за внатре во самото, како што рековте, Министерство за образование, или едноставно работите се туркаат под тепих, па е нешто преку што мора да се помина. Апропо тоа дека, како што напоменавте, дали во догледно време ние конечно, еве ваш впечаток, иако веќе заминувате од оваа сфера, дали можеме да очекуваме конкретно крупни и сериозни реформи во образованието, а да се тргнат настрани и конечно да се видат работите со јасна визија и јасна слика. Да, само пред да го дискутираме ова прашање, мислам мало на дополнување. Ако се направи ретроспектива од она што Рената Десковска тренерска беше одреден период, кус период, министерка за образование, па потоа дојде
Адеми Рената Десковска тренерска дојде со идеи за некакви промени. Вие бевте и тогаш ајде да кажам запознаен и близок соработник од она што таа го наговести како промени и она што продолжи да се работи со доаѓањето на Адеми. Има многу голема разлика. Рената Десковска покрена и започна неколку добри проекти кои беа дел од програмата и партиска и владина. Но со доаѓањето на Арвер Адеми и тие што она ги постави или ги проектираше беа замрзнати. Така што немаше многу прогрес. Беше едноставно неоддржливо и напорно со месеци во Министерството да не се случува ништо во врска со Законот за основно образование. Подготвените програми, наставни планови содржини за прво, второ, трето оделение, се уште виси во воздух употребата на учебниците Кембридж. Се уште се бутка она застарена концепција за академија за наставници, каде што наставниците треба да се стават под контрола, да се лиценцираат, да плаќаат. Значи тоа беше замрзнато, а ново не беше потегнато, се до пред еден месец кога некако Министерството се разбуди одеднаш од сон и почна да нуди нешто во јавноста, што мислам дека не е добро осмислено и не е поставено на здрави основи. Ја се извинувам. Во однос на вашето прашање, во структурите во Министерството за образование, претпоставувам дека е тоа така и во другите структури, се уште владеат старите постави. Чи владеат раководители на сектори, на оделенија, кои барем во образованието го клекнаа на коленици. Чи учествува во една екипа која политички погрешно го водеше образованието, која насилнички ги менуваше законите, кој импровизираше, кој ги исполнуваше желбите на кабинетот на премиерот претходен и кој по секоја цена сакаа да направат проекти и да направат некаков успех. Но со такви импровизации стигнавме до овде. Истите тие раководители на сектори, на оделенија, советници, специјални советници, истите тие креираат ден денес политиката на Министерството за образование. За жал, ниту во работната група не бев вклучен, во работната група што требаше да го доврши Законот за основно образование. Но имаше ли или некакво да бидам запознат барем. Не бев воопшто запознат што се работи. Но зошто, господин Атанасов, добивте ли некакво образложение зошто не бевте вклучен во комисијата, да речеме, примерно? Да, го прашав лично министерот зошто јас не бев вклучен во ниедна процедура. И неговиот одговор беше? Па сум заборавил. Мислам дека овие некои 2-3 секунди, 5 секунди мол кажуваат доволно во... Па јас морам искрен да бидам затоа што ова што го направив е гест на искреност, на добронамерност и обид да се спречи падот на образованието. Мора да се запали црвеното светло, мора таму да дојде човек или човечка, да бидам коректен родово, че мора да дојде некој што сериозно ќе започне процес со сите заинтересирани страни и граѓански организации. Има ли таква личност во блиска иднина која што може да даде? Па ќе видиме што ќе предложи владата. А како ви изгледа моментално состојбата, односно, еве да речеме и во однос на морам да прашам за реконструкцијата? Не би знаел, не би можел да кажам и не би било фер да го коментирам тоа. Вие велите дека едно општество е ваш концепт влезен во предизборната програма на сега владеачката партија, меѓу другото, но во одреден дел од образложението на оставката велите револуцијата што ја покренавме почна да ги јаде собствените деца. Ме интересира дали вашата оставка и цела оваа ситуација е резултат на политички пазарења? Па веројатно има од се помалку. Знаете, во политиката секогаш е бурно и кога е тивко и секогаш има некакви процеси, особено ако не се подготват добро процесите, резултатите се секогаш лоши. Политиката, како и секоја друга професија, состои од многу напорна работа на добри тимови со добри идеи. Ако тоа не го подготвите, не го направите, тешко ќе оди. Што се однесува до концептот за едно општество, јас сум многу задоволен затоа што како академски представник на академската заедница, тоа јас го имам добро елаборирано и објавено како концепт. Министерот Драган Тевдовски имаше доблест во програмата, изборната програма 2016 година да го издвои како наратив и да го стави како еден од столбовите на партијата. Тоа влезе интегрално и како програма
добитна комбинација, сега влезе неодамна како стол пиво програмата на владата и тоа е обидот на СДСМ или едно лево ориентирана партија да најде концепт како до подобра внатрешна интеграција или општествена интеграција. Затоа што ние сме разделени од внатре, ние немаме кохезивно ткиво. Не може само Брисел, евроинтеграциите и датумот да ни биде кохезивно ткиво. И премали сме за да се делиме. Добро, но и политичката култура е исто клучен сегмент за тоа. Да, политичката култура треба да е повисока, ама еве неколку генерации ќе се учиме како тоа да биде. Општеството на некој начин созреа. Треба да наоѓаме луѓе кои ќе го носат напред. Мислам дека обичниот народ или нормалните луѓе се умори од национализам, и од патриотизам, и од слогани. Сите сакаат подобар живот, сакаат подобар стандард. А еве, да се надеваме дека тоа ќе биде дел од идните партиски програми и владини концепти. Апропо партиските и владини концепти, ваше видување, бидејќи споменавме многу долги години сте во сферата на образованието, па и секако академската професија, моментално кои се главните приоритети што треба да се направат во сферата на образованието, за да тргнеме кон подобро? Да бидам многу конкретен. Значи мора подитно да се донесе закон за учебници. Да се регулира учебникарството за да донесе до подобар квалитет и конкуренција. Че да конкурираат луѓе со подобри трудови, подобри учебници, но и од внатре од нашите автори. Тоа е број 1. Второ, мора подитно закон за научно-истражувачка дејност со добар буџет. Затоа што не е доволно само фондот за иновации и технолошки развој тоа да го прави со компаниите. Мора државата да инвестира во наука. Моментално е 0,0, не знам, процентот, што е ужасно страшно. Следно, мора да се симнат советниците од бирото, од другите образовни институции на терен, заедно со наставниците и да се проба што не чини, како чини. Видите, еден инцидент со Орце Николов ни покажа дека нешто е труло во нашето образование. Знаете, одеднаш ако сакат илјадници луѓе во една гимназија додат, што не чини? Другите школи или образованието или наставниците или родителите погрешна представа имаат. Значи тоа е приоритет, но и еден друг комплекс на прашања. Образованието мора и по хоризонтала да поврзе неколку сегменти во општеството. Мора да даде производ за економијата, но мора да даде производ и за општеството. Мора да вложи во приоритетите за развој и тука да ги школуваме децата, зашто не може 20 приоритети да има. Мора да го зајакне квалитетот. Не само во високото образование, што се надевам дека ќе се случува од сега натаму, зашто тука барем имаме добро законско решение, но квалитетот се контролира или се обезбедува на сите нивоа. И треба многу повеќе да работиме, да бидеме искрени. Мора и наставниците, и ние, и сите многу посериозен пристап кон образованието, да вложиме повеќе ако сакаме да има резултати. Да, друго прашање кое што исто така сметав дека треба да се најде во студиото, бидејќи последните некои десетина минути ќе ги оставиме малку за вас и она што следи, од започнатите комисиски ревизии кои што се сеќавам кога повторно ќе спомнам кога Десковска раководеше со образованието, почнаа некакви комисии да ги испитуваат содржините на учебниците, меѓутоа тоа стигна до одредено ниво или застана, бидејќи рековте се замрзна неколку процеси? Министерката Десковска веројатно сакајќи да направи промени и да го искористи времето, главно се подпираше на надворешни групи, советници, експерти, невладини организации. Надворешни групи на луѓе ги правеа концептите, идеите, анализите. Сето тоа со незиното заменување остана некаде на маргините околу системот. Затоа што внатре беа луѓето кои што не беа луѓето што не сакаа промени. Не сакаа промени и со незиното заменување тоа се случи за жал. Структурите внатрешни не дека нема луѓе, има луѓе што се разбираат. Има и експерти внатре во Министерството за образование, но никој никогаш не им дал шанса или барем не се доволно организирани за да се покренат работите. Знаете, кој ќе ви каже Европската комисија или некој надворешен субјект дека вие немате капацитет за големи промени, тоа значи дека сте заглавиле на човечките ресурси. Вие немате луѓе, немате тимови, немате експерти и не сте доволно организирани да избуткате една промена. Промената, по теорија, че треба да имаш идеја, треба да
продадеш, да ја спроведеш, на крај да ја измериш. Во Министерството за образование со заминувањето на мојата колешка претходно, едноставно не се создаде никаква клима, ниту критична енергија за такви промени. Си остана се по-старо и еве, ден денес тоа е така. Тоа е, како што уште еднаш да напоменам, една од главните причини зашто заминувам. Да, можеби се покренеа некои работи, да може да се појавеше интерес или искрена желба за соработка. Да се отвореа картите, мислам дека беше многу подобро. Но во овој момент, за жал, мора да се заштити. Еве, ако сум го запалил црвеното светло, едноставно не можам да носам одговорност за нешто што не можам да го сработам, да го потпишам или реализирам. Да. Ќе мора некој друг да понесе одговорност за тоа. Бидејќи реков дека последните неколку минути од студиото ќе ги искористиме за вас, ќе пробам да спојам неколку прашања или тези, што и да е тоа. Исто велите до некој следен предизвик на крајот од образложението. Кој е тој следен предизвик? Најавивте дека ќе се враќате во академската структура, таму ќе продолжувате, меѓутоа Заев, и бидејќи рековте и добро е да се зборува за промените, со Заев сте во добри односи, ќе испиете повторно кафе, би можел да ве врати назад во некаков капацитет, или? Тоа ќе го прашате господинот Зоран Заев. Мојот живот е полн со предизвици, прифаќање на големи проекти. Јас мојата кариера запознав на вашата професија во новинарството, во македонската телевизија. Имав 4-5 прекрасни години. Работев најголем дел во редакцијата за надворешна политика. Потоа ме украдоа од Министерството за одбрана, каде што останав 7 години. Работев за 4 министри и носам многу богато искуство од првите реформи во една структура која мораше да ја приближиме со Брисел, заедно со огромен тим менаџерски експерти од САД. Потоа таму се затвори просторот, немаше веќе простор за работа. Се повлеков на универзитетот, имав запишан докторат, јас сум социолог. И таму поминав прекрасни, без малку уште година, две децении, каде што сум редовен професор, каде што предавам интересни предмети, научни истражувања има. И предизвикот во 2013 година, јас поради две причини прифатив политички ангажман. Прво, затоа што навистина сметав, како интелектуалец, како професор, како човек кој се грижи што се случува околу нас, да помогнам, бидејќи државата одеше во многу погрешна насока. И второ, мој беше изборот во оваа област, јас да се дадам, да се предадам, да се обидам да изградам нешто, затоа што веќе бев на академијата, ми беше добро познато високото образование, но овие 6 години носам огромно експертско искуство за сите нивоа на образование. Кое ниво, што треба да направи, како да се поврзат, како да дојдеме до производ конечен, и морам да кажам дека ние им должиме на децата подобро образование. Каков иден предизвик? Не знам, јас не сум го планирал ова во мојата кариера, еве дошло. Јас засега како технички чин ќе се повлечам на академијата, а понатаму ќе видиме, животот ќе покаже. Ало сте му на Заев или не сте му? Не. Јас му бев еден од најблиските соработници во првиот круг, во тие 3 фази, до првиот круг до бомбите, од бомбите до сите победи и после победите. Тоа беа 3 различни фази во СДСМ. Јас му бев многу близок соработник во првата фаза, во втората фаза се обидов исто да направам се што можам и да помогнам. Третата фаза некако све беше на брзина, се вклучија во, не знам, владата отиде многу напред, очигледно некои процеси се промашија. Знаете зашто ја прашувам така? Затоа што сакам од вас да излечам како премиерот го мислеше тоа кога вчера рече Петар Атанасов се повлекува бидејќи не стана министер. Мојот стил на живот е многу поинаков. Јас сум задоволен, исполнет човек со богата кариера, не бркав ништо посебно, имам прекрасно семејство и ми треба мал мир, ми треба еден одмор, бидејќи 4-5 години не сум имал вистински одмор. Не сум лут на никого. Јас на вистина дадов све што можев и мислам дека направив доволно, но сега во моментите кога повторно се кршат копијата околу каде, што, каква програма, каде доди општеството, јас себе ги образложив причините зашто јас не можам да видам дел од сето ова. И како заокружување за крај, ако ги споменавме сите овие фази и долги години каде што сте, како што велите, сте се дале себе си, може да се каже дека сега ќе си го барате, можеби, фигуративно кажано, вашиот мир, но ќе излезете разочаран од политиката во овој однос генерално земено или
сепак на некој начин со окрената глава, бидејќи сте го дале максимумот од вас, и особено во сферата на образованието, каде што сте можеле да придонесете, или може би малку демотивирачки беше целата оваа перипетија, па и вашата оставка? Влегов со лична желба, излегувам со лична желба, со окрената глава. Други коментари во друга прилика. Добро. Да, господин Атанасов, ви благодариме за одвоеното време, секако и можноста за разговорот. А и Бога ми отворивте доста прашања и доста дискусии за тоа што се прави. Да, во образованието сигурно го запаливте црвеното светло, барем деновиве. Така. Уште еднаш ќе ви се заблагодариме на одвоеното време, ни беше драго што бевте дел од студиото. Јас и Јана овде се одјавуваме, следува забавниот дел од отвореното студио. Утре се дружите со колегата Антонио Крстевски и колешката Елена Милошевска, а со нас веќе во петок. Останете со 1 ТВ, затоа што под Звезда број 1, затоа што по Ексклузив и Сергеј Варошлија во студиото е Ацо Кабранов. Дојдување.